Заев се јави, на вистина се јави. Искрено не знам дали имало или немало куферчиња испраќани од брат Борисов или од Бугарија. Но тоа што сигурно знам е колкава е цената што ја плати Македонија од 2017 година до денес. И верувајте, таа не ја собира во куферчиња. Името, јазикот, идентитетот, историјата и што се не. Така што срамота е сега во кампања СДСМ да зборува било што за надворешна политика и слично. Но мораат да се нудат. Да се нудат и да молат Бога странците да им помогнат на изборите да не паднат во заборав. Затоа подготвени се они да платат дебело, да распродадат и тоа малку што остана од Македонија. И затоа сметам дека СДСМ и ДУИ не ги интересира локалната власт. Тие не се заинтересирани да ги пополнат дупките, да ги асфалтираат улиците или да го соберат ѓубрето. Не ги интересира само да добијат некое место повеќе, да тврдат оваа власта е нелегитимна и дека се потребни парламентарни избори. Ете и Османи самиот признава. Додуше неговата изјава дека ќе има избори е малку и тешење на сопственото членство, дека ќе има шанси да се вратат на власт и да продолжат со вработување и тендерчиња. И тоа нека некој мисли дека СДСМ може да победи на избори, туку се крстат во ДУИ и дека ќе може да го повторат она сценарио од 2017 година. И после да биде пак исто. Да се вратат и распродадат тоа малку што остана од Македонија на бугарите, они да се ги задржат украдените стотици милиони евра и плюс ако може да украдат уште толку. Така што на вистина не знам дали имало куферчиња или не да се исполнат уцените на Бугарија. Но знам дека Заев и Филипче имаат бизниси во Бугарија и дека нивното враќање на власт може да не чини прескапо. За среќа македонскиот народ, но и албанците ова веќе го знаат. Затоа на овие избори никој веќе не го поставува прашањето дали ВМРО ќе победи, туку само останува да видиме за колку.